Јас сум Рашко Муратовски, скулптор. Со скулптура се бавам повеќе од 2 децении. Заправо, веднаш после студувањето, као ученик, почнав во уметничкото училиште во Скопје, после завршување заминав на студии во Загреб и непосредно после студиите од 1954-55 година перманентно се бавам со скулптура. Тоа ми е професија и ако ви интересира нешто да видите во ателието, повелете со мене. Видите, сега баш се приготвувам за изработка на еден портрет. А доколку би било тоа интересантно, може да се објасни целиот тој процес како еден портрет настанува. Иначе јас се бавам со изработка на портрети по оној, така да речам, стар начин на употреба на материјали со глина. И ја би ви тоа и демонстрирал, би покажал, нали, како тоа изгледа и како се почнува таа работа. Нормално треба да се има глина во состојба таква, за да може да се прави еден портрет или било што во скулптура. Таа треба да биде прилично мека, односно во една положба као што е ова, гледате вака, нали, да може да се моделира, да се формира. За таа цел неопходно е да се има и конструкција, односно такви помошни средства на кои еден портрет може да се направи. Ево видите овој елемент, тој е толку познат вајарски троножник, може да ротира горната негова страна, горниот негов дел, и овој елемент е сосема засебен кој се поставува тука, има една осовина од дрво и на таа осовина едноставно ние поставуваме крстови. Тоа се конструктивни елементи за држење на глината, односно да ни се нам даде можност да формираме една глава, еден портрет, односно оно што ние сакаме. Можда не е од повеќе се демонстрира малку како тоа станува, врло просто, едноставно 2 мали дрвца кои се укрстуваат така, нали, со една ваква жица доста мека и ево вака најпросто. После тоа се поставува овде на ова шајка. Видите, нема правило колку треба да биде. Самиот скулптор одредува колку му се потребни. 2, 3, 5, 10, зависи оно што он формира. Али нормално за една глава може од 3 до 5 крста да се сосема доволно. И едноставно сега почнува она работа, нали, на фрлање на глина на ова конструкција. При тоа се пази да овие елементи не бидат веднаш покриени, него најпосле поставени. Ова фаза на работа ние обично ја викаме нафрлување на глина. Односно да се постави една количина глина врз која ќе почне после да се обликува оно што се сака. Нормално може еден портрет, односно една глава или слично да настане видите, вака работејќи, една работа као што е ова сега почната, може да биде довршена и после тоа излиена во гипс. Меѓутоа може да се деси и тоа, да не биде никој пат направена, односно да не се постигне оно што се бара. Тоа едноставно глината се зема од конструкцијата и се враќа назад во сандак, значи не се постигнало оно што се барало. И тоа нека се свати као нормално, затоа што ние не сме као обичните заначи кои се тотално сигурни, кои се сигурни во својата работа у смисал дека ќе ја изведат до крај. Затоа што овде не се само присутни занатски процеси, тука се оние другите процеси, да ја речем, нали, повисоки, ликовни, уметнички,
koji se na тој занат, а тие секој пат не може да бидат дефинисани и да бидеме начисто со нив. Затоа, као што ви реков, таа ситуација е околу тие работи таква. Меѓутоа, видите овде имаме една мала скица пред нас. Тоа е гипсов модел. Незината димензија, го гледате, негде 25 сантими. Треба да представува ливец, работник ливец. Тоа ми е една задача од една работна наша организација. Јас направив и повеќе скици, видите, тука имате варијанти скици овде. Меѓутоа, вака самиот разработувајќи ја таа проблематика, застанав на оваа скица овде што ви ја покажува и неа јас ја излив во гипс. Сметајќи да е таа, според моите вака расудувања, да е најјарна од сите тие скици што ја направих. После тоа приступив во незиното реализирање во она димензија која треба да стои тамо кај што е замислена да стои. Видите овдека може да ви покажаме на конструкција, односно конструкција која е директно сврзана со работата околу оваа скица. Тоа е оваа конструкција тука и летово на неа јас работев, ја измоделирав таа фигура, ја одлив, тоа се овие калапи што ги гледате овде разбацани по ателјето, и сега чекаат да биде таа фигура реализирана. Може да е интересно да се каже за оваа конструкција нешто, особито вака за помлад цвет кој може да мисли да се оддаде на оваа работа, е следното. Сам вајарот, скулпторот, бира начин како ќе направи конструкција. Тоа е според неговите замисли, според неговите чувства за статика, за оно колку ќе издржи една таква конструкција, една маса на глина која треба да ја фрли. И секој потреба да биде сигурен во тоа дека тоа ќе ја издржи. Тоа е многу битно. Значи, ние се бавиме до некаде и со некои други проблеми, односно нашата работа е сврзана со такви проблеми, чисто вака да речам, практично конструктивни, и ние со нив се бавиме. Видите, овдека беше најмалку едно 3 тона, може би и повеќе глина оваа конструкција издржи, она солидно издржи. И еве сега пак ја гледаме неа потпуно овака гола, спремна да биде расформирана. Тука јасно се оцртува каква е статуата, видите како овде ногата, ова и статичка, ова десна стои, ова која е во слободен став, левата нога малку изадена и во слободен став па спружена ова десна рака. Не можеме да видиме од таа страна, тоа е она рака во акција што ја држи, тоа се гледа на малата скица, ова штанга со која нашите ливци работаат во ние печки, и лијат челик и железо. Процесот на изработка на конструкцијата е единствен во смисал. Секаде ние рачунаме да ја издржи глината. При тоа, реков јас, средства секој може да употреби како он мисли, самиот скулптор. Али присутни елементи се овие крстиња и преска што ги видовме, и пак вајарот ги поставува таму кај што смета дека они ќе му послужат. Ево видите, сега ви кажав, тоа се тие калупи. Они се излиени, најдолниот дел еве го може да се посматра тука, тоа се нозите, некаде до испод коленици. Потоа иде ова горната част, вака негде до половина, па после тоа овака негде во пределот на градите, фрагменти овде се гледате тие калупи и завршницата еве овде градите со главата тука. Видите, може би било вака згодно уште да се каже тоа, овие калупи сега како понатака, што по нив се работи. Од овие калупи може понатака да се излие во бронза работата, може да се излие во цемент и други некои материјали, да не речам алуминиум и така натака и така натака. Видите, служејќи се со разни алати, толка се гледа едно мноштво алати, заправо, и ние со нив се служиме. Неопходни ни се за правење на тие конструкции и други некои работи кои ние тука изведуваме. Така да речеме општо познатата Тесла и кај нас е присутна. Потоа разни чекичи тука за куцање, потоа чекани за камен, наравски заедно со нашите глета за обработка на вајарски работи во камен. Потоа други алати као што се шпахли, клешти,
dleta, za kršenje na kalupite, razni klinci i ušte sijaset raboti tuka što može da se ovaka vidat. Sve sa to neophodni raboti koji nam ni služat prilikom rabotenja na ovi naši raboti ovdje. Vidite, ja se bavam so figurativna umetnost, to je vidljivo ovdje u moje atelje i to je moja preokupacija, baka likovna. To pokažu svi ovi raboti tuka koji se gledat. Evo da rečeme, tuka je jedna mala skica, konjanička statua, skicirana. To trebaše da bide kao jedna idejna varijanta za jedan spomenik na koji ja počnem da rabotam i zastanaš. To je ta situacija tuka. Inače možem da kažem da konjot mene mi je jedno najdragite životni i često pati može da se vidi i vo crteška imene i vo skulptura. Potom vidite, evo ovdje ima jedan portret je prisutan. Svojevremeno to na kolegata Miho Lazarov, naši poznat keramičar. Taka isto jedan portret napraviv. Ovdje gledate na skica ponovo na jedan rudar, to beše pak nekakva ovaka naračka koja zastanava ta faza samo na skica. Ovdje gledate pak neki gipsani mali skici na jedna žena, obično jedno sedenje. Ponataka ovdje već zboruvahme ove varijanti na ove skici za ovoj livec. Često pati decata se objekt na mojata ovakav vnimanije. Evo pogledajte, vidite, ja imam nekoliko takvih portreti. Ovdje se zapravo jedno to isto, imate bronzata i gipsot koji je patiniran. Evo i ova ovdje isto situacija. I ne samo ova. Ako vas vrtime kamerata na druga strana, tu će vidite i cel jedan akčić, evo to je tamo prisutan. Uopšto decata mi se na materija koja jas neobično ja cenam i ja sakam, može bi ona iskrenost detska, može bi ono što dete znači, me vrzuva, i me tera da se navraćam na njih.
možeme da sretneme poveće razni životni, mirni, miroljubivi vo svojata prirodna poza i da ne se isplašat od naše to prisustvo. Se razbira vo muzej. Struga, Narodni od muzej, dr. Nikola Nezlobinski. Insekti. Ke nabrojime nekoliko. Dnevnata peperutka je retkost za naše to podračje. Noćnata peperutka pak važi kako najgolem insekt kaj nas. I mnogo drugi insekti, preparirani vo kutiji, su natpise, imeto i podatoci za semejstvo to. Zmijite se strašni, osobeno ako su otrovni. No ovije se bezopasni, jasno je zašto. I poskokot i ovoj četvorolinejen smok. Trkalezni od sunger, go ima vo Ohridsko jezero, nadlabočina od 50 metri. A raznite polžavi go privlekuvat vnimanije so oblikot na svojite kućarki. Evi gi trite najstari vidovi ribivo jezeroto, velvica, pastrmka i moranec. Od lušpite na plašicata, ako ne ste znajele, se pravi na daleku čujeni od biser. Pticite se najmnogobrojni. Gima, pejači sanitarci, odnosno čistači na šumite, ptici vesnici na proleta, ptici čiji život je vrzan sa jezeroto. Galebi, kormorani, lebedi, pelikani, bela i crvena čapja, crnoglav i beloglav orel. Preparirani, vo svojeta prirodna sredina ti izgledat kako živi. Krilja, kandži, klunovi, raznobojno perje, večna igra na krijenje i napad, borba za hrana i samoodržuvanje, griža za svoj podmladok. Ptici, ptici. Vo vitrini Telovoj muzej se postaveni i karakteristični primerovci od životinske od Svetvo Struško i Ohridsko. Divata mačka, srnata, divata svinja, krvoločni od volk, evi gi ovde, u lovini nekogaš, skroteni za sekogaš. Tuka je i 2 metri visokata mečka, koja ke priznajete izgleda zastrašuvački. Ta je zastrelana nekade na pelistre. Ete prošetav me, razgledav me. Interesno je da se otide v muzej, zarem ne?
Овој споменик, што го видовте и во минатата емисија, се наоѓа во Штип. Неговата вистинска приказна започнува со револуционерното движење на Штип, со неговите борци кои порано или подоцна стапија во партизанските одреди, се испречија пред окупаторот и во името на својот живот, во името на народот тркна по крвавиот пат што водеше до слободата. Овој споменик е уште една почит за паднатите борци. Наимињата напишани на мермерните плочи, предводени од народните херои Ванчо Прке и Славчо Стојменски. Како што спомнавме во минатата емисија, споменикот е отворен минатата година. Може би и токму затоа многу одговори и не беа точни, но сепак добивме многу точни одговори скоро од сите краишта на нашата република. Секако, најмногу од децата од Штип и Штипско, кои одговорија групно и поединечно.